акција. Добро беше. Ти да отвика дека не се вика, вика дека вика се вика вели. Минтери шоу. Минтери шоу. Ајде, дечки, да правиме нешто? Шо, например? Па, ајде си кажуваме некои вицови. Ме мрзи се. И мене. Добро. Ајде цртаме. Не, ме мрзи. И мене. Епа, ајде пишуваме некоја домашна, после тоа нема да си имаме домашна касно вечер да пишуваме. Сакате? Мене ме мрзи. Јас не можам да се мрднам. Ајде бе. Епа, ајде играме на луташ се човече. Не, Вероника ме мрзи. И мене исто. Ајде бе да правиме нешто. Са како ќе седиме тука? Цел ден ние ќе седиме. Како не сваќаш дека не мрзи? И тоа многу. Добро, ајде дечки, јас ќе си одам надвор. Па, вие што сакате правите? Лара, мислам дека станав дел од каучув, не можам да се мрднам. Исто и јас. Леле, дечки, немате да поверувате што сум нашла. Што? 500 еве! Како така? Па, еве, сега да си купам сок и гледам нешто на плочките и викам, шо е ова? Која гледам? 500 денарка! Абе, да не ти се поверува, бе? А зашто не викна и нас? Стварно, Вероника, каква другарка си не си фер. Па јас ве викнав, но вас ме мрзеше. Ако бевте и вие со мене, може би и вие ќе најдевте 500-кава. Еј, дечки, а сакате да протушиме 500-кава? Па да, може, ајде. Ајде, одиме. Еј, дечки! Што? Што? Сега и мене нешто ме здомрзе. Како така? Така, сега шукелам ти се трушам. Каква другарка? За никаде. Минтери шоу. Дали сте знаеле како дрвените панти се топлат? Па, не знам баш како се топлат. Ја завиткуваат нивната опашка околу нивното тело. Ама сладко, браво. Јас сакам да имам опашка. Црвената панда може да изеде околу 20.000 лисија во еден ден. Во само еден ден. Само еден ден. Големиот африкански полжав тежи околу 1 килограм. Толку може да тежи полжав? Чудно. Чудно. Најголемиот вид на морски полжави имаат школка од 90 см, скоро 1 метар. 1 килограм полжав, сега 1 метар полжав, што е? Минтери шоу. Еј, дечки, утре е 1 април. Имате маски? Јас не стигнав да најдам маска. Цел ден учев. И јас. Иле само да помине тестот и после ќе мислам за маска. Јас цела недела си ја спремам маската, да видите само колку ќе ме биде јака. А што ќе ти биде маската? Изненадување. Нема да ме познаете кога ќе ме видите. Учеше за тестот? Да учам, па јас не сум бубалица за да учам. Па добро, што ќе правиш? Сега имаме тест. Ќе го одложиме на сничката. Утре е 1 април. Добар ден, ученици, како сте? Добар ден. Учевте за тестот, така? Денеска правиме тест, знаете, нели? Да, учевме. Кажи ми ја, Тешки ќе бидат прашањата? па доколку сте учеле, нема да, а верувам дека сте учеле, нема да бидат тешки. Кажи, Стефи, Наставнички ќе може да ни го одложите тестот? а зошто да ви го одложам? Па утре е 1 април. Па добро, утре е 1 април, не е денеска е обичен ден, нели? Кажи, Стефи. Ќе може да идам до тоалет? Ајде, оди, ама побрзо.
Стефи, што ти се случило? Наставничке, Кажи, Стефи? јас имам сипаници. Како имаш сипаници? Не знам, фатив сипаници. Леле, наставничке, целата се точки. Леле, наставничке, сите ќе се заразиме. Наставничке, јас тестот не можам да го правам, многу ми е лошо. Нешто ми се чеша. Леле, цела се размачка. Па ова не се сипаници, ова е боја. Можам да објаснам. Уф, се преправила. Стефи, зарем тоа правеше во тоалет се мачкаше со боја? Ама наставничке, стварно можам да објаснам. Како ќе објасниш? Ќе објасниш кога ќе дојдат родителите. Еве сега една единица колку тебе. Внимание! Овие експерименти се вршат под стручен надзор на професионалци. Во нив се користени хемикалии кои може да му наштетат на човековото здравје. Користени се сите превентивни мерки за безбедност. Ве предупредуваме да не ги правите во домашни услови. Добар ден, драги гледачи. Денес, како што можете да видите, ќе ви покажам како да направите калциум пероксид. Тука ги имам нацртано оксидите на кислород, сите различни видови. Обичниот оксид има полнеж од 2-. Тоа бидејќи кислородот, тука е се друго, и во последниот слој, валентниот слој, има 2 електрони. Затоа, натриумот е едновалентен и затоа има Na2, или 2 натриуми и еден кислород, натриум оксид. Натриум пероксид има полнеж од 2-. Таа личи вака. О. Двата кислороди се поврзани. Тука има 1-, тука има уште 1-. Супероксидот е 1-. Тоа е всушност O2, кога добива еден електрон, добива негативен полнеж. Во тој случај, кога тоа се случува, кога ќе добие негативен полнеж, станува така наречен супероксид. Натриум супероксидот е сепак доста стабилен, како и пероксидот, во споредба со озонидот, поради тоа што е цврста супстанца. Во случајот на озонидот, всушност, тоа е има еден слој озон, најгоре на атмосферата каде што завршува, каде што почнува Вселената. Тоа е бидејќи сонцето има ултравиолетови зраци, тоа е со брановите должини имам зборувано. Ултравиолетови се со пократки бранови должини од видливата светлина и тие можат да удрат во O2 и да го разбијат на O-, и уште еден O-. И овие може да се спојат во O2 или во O3. И бидејќи ова се случува цело време, сепак има доста голема концентрација на O3. Не е толку голема концентрацијата колку што е широк слојот и затоа целата, всушност, ултравиолетова радијација скора ја абсорбира и ние долу на земјата не се спржуваме. Денес ќе ви покажам како да направите пероксид, а за овие две можеби некогаш следен пат. Калциум пероксидот е CaO2. Тука имам негасена вар, таа е CaO. Тоа е бидејќи калциумот е двовалентен, кислородот е двовалентен, по едно од секое и се е задоволено. Тука имам негасена вар, која ќе ја сомелам во прав. Вака со лаванчето обично не се удира, ја само лесно го потчукнувам за да го раздробам малку, за да можам да почнам да го мелам. Сега, што ќе направам е, ќе тргнам минката со филтер хартијата и ќе ставам малку пероксид во чашката. Причината што количините не ми се добро измерени е што пероксидот е стар и не знам која е моја вистинската концентрација. Го купив како 30%, но тоа е доста нестабилна супстанца и се распаѓа лесно, тоа е бидејќи, нели, оваа перокси група не е многу стабилна. Ќе започнем со додавање малку по малку од варта.
доста е важно ова да го правите во ладен пероксид. Како што можете да видите, има реакција, калциум пероксидот реагира со вода кога ќе влезе во раствор, а кога е ладен пероксидот може да падне од раствор, да излезе од раствор, не е растворлив многу во ладна вода. И поради тоа оваа реакција се случува. Потоа ќе го сфилтрирам, ќе видиме што ќе добиеме. Значи, како што можете да видите, реакцијата се уште се случува, но бидејќи е екзотермична реакција, тоест испушта топлина, пероксидот тука се загрева. Калциум пероксидот ќе се раствори во водата, која ќе биде преостаната и ќе изреагира со неа, испуштајќи кислород, што најверојатно и веќе се случува. Затоа, иако се уште не е завршена реакцијата, јас ќе почнам да филтрирам. Ова не е препорачливо да го правите. Добре. Поради тоа што оваа смеса реагираше со мојата филтер хартија, тоа беше непредвидено, сега ќе извршам така наречена декантација, тоест претурање. Како што можете да забележите, пероксид, калциум пероксид, поточно. Мојот калциум пероксид се уште е жежок, топол и реагира. Затоа што ќе направам и ќе го оставам малку да се подисуши. Значи, драги гледачи, по релативно кратко време имаме релативно сув прав. Ќе ги ставам заштитните очила, ракавици имам. И сега, во оваа кутивче имам ставено сулфур. Сега, ќе ставам малку сулфур на даската. И ќе додадам малку пероксид. Сега ќе ги промешам. Јака споро го мешам бидејќи морам да сум внимателен. Се разбирам, морам малку да оддалечам се друго поради опасност од пожари така натаму. И како што можете да видите, имаше мало потпукнување. Тоа е поради екстремната реактивност на калциум пероксидот и дури во тие мали количини, бидејќи се уште е воден, таа реакција не може да се случи пребрзо и да експлодира. Затоа треба да го Ана Марија, нели си когаш се грижиш да не ти ја скршам куклата? Да. Па веќе не мора да се грижиш. Што? Полжавите може да живеат од 5 до 25 години, зависи од видот. Полжави, црвени панди, што се случува? Потребни се 5 години за да израснат плодови на какао од дрвото. 5 години за чоколадо. Знаете како се вика лав без грива? Се? Не, Лавица? ни тоа, Лавиште? ни така. Па како? Келав. Кела. Чека да ти кажам вчера што ми се случи на училиште. Значи замислив вчера, на прв час, погоди кој влезе. Леле, доста те молам, збориме за училиште и смениме која друга тема. Епа, не знам зашто да збориме. Вчера гледав еден филм, се викаше Илузија И стоп! Значи, ми се расипа телевизорот и не гледам више филмови 2 недели. Така да не разговараме за филмовите, молам. Епа, добро, ајде. Еве, нема зборуваме ни за филмови. А ствари тоа за школа. Да ви кажам нешто, имам Инстаграм и да знаете колку фоловерс имам, 1000 и нешто. Те молам, немој. Не за Инстаграм. Не за Инстаграм. Од сите можни теми за тоа ли ке зборуваме? Татко ми и мајка ми забранија да седам на Инстаграм. Знаете колку се нервирам кога ќе ја слушнам зборот Инстаграм.
Леле, добра, ајде нема да збориме ни за Инстаграм. А ствари тоа за филм. А ствари тоа беше за училиште. И па сега, зашто ќе зборувам? Витекна, може да збориме за миленичиња. Да, може. Јас имам едно куче, се вика Теди, толкаво е големо и многу убаво и бело е. Па кај нас има во населба куче што се вика Теди. Чекај да ти го покажам на слика, може тоа. Ова? Не, Не? тоа е моје куче, кај мене дома. Дечки, јас имам папагалче, жолто, ми застанува овдека на рамо. Многу е убаво, многу е сладко. Значи уништивте, све уништивте! Ивона, што ти е? Ивона? Вона бе, што ти е? Па, значи, кога имав 3 години, имав едно мало жолто папагалче и знаете што се случи? Што? Го лапна мачка! Па фала ви многу, многу сте добри другари. Ивона, извини, навистина не сакам да те растажам. А вие поверувавте? Да. Па ме зезала, прилилили. Сега да видим какви другарки сте. Еве какви другари. Сега си Сега си готова. Не! Доста! Не! Си играш Сега со само да нас, а? видим какви другарки сте. Момчета што јадат со поголема вилушка, јадат помалку. Па од сега ќе јадам со најголемата вилјушка што ја имам. Дали сте знаеле дека порано џамлиите се правеле од мермер, а денес се прават од пластика, стакло, челик и керамика? Па сега никој не игра џамли, мора да почнете да играте, многу интересно. Во антиката мермерот се користел за правење статуи и за украсување на подот. А што ти е со косата? Кивачкиот мајмун го добил своето име дека без престан кивал кога врнело. Кивачки мајмун! Како е тој кивачки мајмун? Значи, Боже мој, Марија. Што? Па зошто не ме погани? Значи, мисле дека заборај сега, што да правам? Да бе, заборај мене, ме заборај, а Ева? Па така Ева ми е подобар другарка од тебе. Подобра другарка од мене? Да. Стварно? Значи, срам да те. Бе, доста ти. Пари? Ја видов прва. 500 денарка, бе, леле. Јас прва ја видов. Абе, Ја ќе си ја земам моја. Аха, ти, па јас прва си ја гледам. Не, јас се свртев тогаш. Значи, Боже мој, како ти ја виде, не ми се верува. Не, ја ќе ја земам, ја прва ја видов. Па не ја виде, јас ти кажав и ти се сврте. Че ја прва ја видов парата и ја ќе ја земам. Доста више, главата ми ја пукнавте. Не, јас прва ја видов. И како ти прва ја виде кога ја ти кажав и после ти дури се сврте. Абе, моја него. Абе, каде бе, зошто ја земам? Боже, видео. Невозможно е да хрмкате. Ако го затворите носот, пробајте. Навистина е невозможно. Леле. Дали се знаеле дека 1 милион секунди се 11 дена, а 1 милиарда секунди се 33 години? Милиарда е голем број. Вау, милиарда е навистина многу голем број. Влакната на нашите веги се менуваат на секој 64 дена, така да на секој 2 месеци ние имаме нови веги. Значи може да се пофалам дека мене ми се нови вегите. Ако кимнете во кола, која што се движи 100 км на час, вашите очи ќе бидат затворени 15 метри. Ама интересно, навистина е тоа така? Значи колите многу брзо се движат. Најголемиот мајмун е мандрил и е долг 1 метар. 1 метар, тоа да не е малце за мајмун, мислам дека има поголеми мајмуни. Ученици, денеска се сликаме за табло за крај на учебната година. Ве чекам сите
Во фотостудиото што е веднаш до училиштето, за 15 минути там. Ајде. Ке се сликаме? Дечки, ајде, не можам ја, немам време. Ајде, наместете се. Ајде, од одвоите се, вие две многу сте се збиле. Не толку кај отиде ти. Ајде поблиску. Многу отидовте на десно, вратете се. Вие двајца добри сте. Напред супер. Гледате, ке се насмеете сите. Ајде, на 3 2 1, идеме. 3 2 1. Што правиш? Немам ја време да се шегувам. Уште еднаш ако не направите, ке си одите. Озбилен сум. Ајде. 3 2 1. Зашо? А зашто го правиш тоа? Мислиш дека ја тука имам време за тебе? Или за сите други? Ајде! 3, 2, 1. Девојче! Не сум ја тука за шегување. Така треба да се смееш на фотографијата, не тука фаци да ми прете. Ајде уште еднаш. 3, 2, 1. Ајде надвор сите. Ајде, немате вие ништо. Ајде, нема фотографии за вас. Ајде, чао. Ајде, и парите, станувајте бе што ме гледате, и парите што ми ги давате за сликање ќе си ги земам. Ајде. Чао. Холивуд се плаши и да деца наши тука сите глумат, пеат и постојано се смеат. Некој црта, некој игра дава гол, а ние го имаме Тинтири Минтири шоу. Тинтири Минтири, Тинтири Минтири, Тинтири Минтири шоу. Иде и камера исто така. Акција. Секој талент место свое сака. За супер авантура гледај, правиме култура и ти не паѓај во замка. Излези од рамка. Тинтири Минтири.